Прекумерната, неконтролираната, често и нестручна употреба на ѓубрива и средства за заштита на растенијата во конвенционалното производство, со цел остварување што поголеми приноси и профит, резултира со намалување на квалитетот на производот и плодноста на земјиштето. Од друга страна пак, органското производство се темели на биолошка контрола и isфрлање од употреба на тешките хемиски средства. Тоа значи здрава земја, семе кое не е третирано хемиски, наводнување со чиста вода и забрана за употреба на какви било хемиски средства за прскање. Владата на Република Македонија води голема контрола околу органското производство, а земјоделците кои се занимаваат со органско производство имаат од 30 до дури 100% поголеми субвенции од другите фармери, а откупувачите, трговците и извозниците со дополнителни 5% од вредноста на продадените производи. Државата води голема контрола околу органското производство, има 2 сертификациони куќи за органско производство во државата. Сепак, најголем бенефит во државата имат земјоделците кои што ги користат финанските средства, односно поддршката од страна на државата. За градинарството финанската поддршка изнесува 100%, за лозарството и овощарството 70%, освен во случај кога имаме помала површина, каде што може да биде и 100, а поголема површина и до 30%, во поледелството 70%, во сточарството 50% и кај производството на сточна храна до 30%. По 3500 денари за хектар следуваат и за нивите на кои се користи зелено ѓубриво и за земјиште оставено за следната година за одгледување на друга култура. Во Македонија има регистрирани вкупно 3100 хектари со органско производство и 480 производители.